Еве каде скокаме. Ах, Оливија, Жал ми е. во ред, дојди тука, дојди. Дали знаеш зошто го правиме сево ова за Божик секоја година? Не. Го поставуваме ова за Божик секоја година за да го прославиме раѓањето на Исус. Токму тоа е всушност Божик. Зошто? Затоа што тој беше најважниот подарок што овој свет некогаш го имал. Тој е нашиот спасител. Оливија, на што најмногу се радуваш за Божик оваа година? Освен за подароците? Да, освен за нив секако. Па нема училиште 2 недели. И секако твоите познати тројни чоколадни колачиња. Навистина мислиш дека ќе ги направам? Се надевам. Ајде да не заборавиме што всушност е Божик. Знам, бабо. Божик е поврзан за Исус. Едноставно, оваа година не изгледа како Божик. Мамо, не без баба. Знам, но ова беше нејзиното омилено годишно време. И една од нејзините омилени работи беше да ја постави сцената на Христовото раѓање со вас. Запомни што секогаш велеше таа. Ова е најважниот период од годината, затоа што го добиваме најголемиот подарок досега. Исус. Мислам дека таа сакаше да го запомниш тоа. Но што е за ангелот? Добро, ангелот им каже на мудреците за раѓањето на бебето Исус. Тој беше најдобриот подарок што некогаш сме го добиле. Зошто? Исус е нашиот Господ и Спасител. Поради Него сите наши гревови се простени. Затоа го славиме Неговото раѓање. Интач со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата Интач. Клучот за донесување на мудри одлуки. Како донесувате одлуки? Која е основата на вашиот процес на одлучување? Сите ние секојдневно донесуваме одлуки. Понекогаш се чини дека се беззначајни и стануваат, како што гледаме со текот на времето, многу значајни. Понекогаш тие одлуки имаат мала или никаква последица, а понекогаш имаат големи последици. Понекогаш последиците се радосни, понекогаш не се толку радосни. Сите ние сме во процес на донесување одлуки и тие одлуки не влијаат само на нас. Тие честопати влијаат на другите луѓе и сите ние имаме основа за нивно донесување. Односно, сите ги донесуваме нашите одлуки врз основа на нешто. Но она за што сакам да зборувам во оваа порака е како да носиме побожни одлуки. Како донесуваме мудри одлуки во нашиот живот. Има многу примери во Светото писмо, но сакам да погледнеме еден посебен пасус и еден конкретен човек кој научил многу рано во животот како да донесува побожни одлуки. Сакам да го погледнеме контрастот помеѓу првиот и погрешниот начин. Затоа, сакам да свртите во книгата Даниел. Сакам да ви дадам малку позадина. Сите го познаваат Даниел со фактот дека тој беше во лавовската јама. Но поважно од тоа е нешто што неговите родители го научија многу рано во животот. Пророкот Еремија долго време и пророкуваше на нацијата Израел дека поради нивната грешност, затоа што се оддалечили од Бог, Божиот суд доаѓа врз нив. И така, еве една работа. Например, тој рече: затоа, вака вели Господ, Богот над војските. Бидејќи зборувате такви зборови, ете, моите зборови јас ќе ги направам во твојата уста оган, а овој народ дрва, и оганот ќе ги проголта. И ова е пресудат. Ете, оддалеку ќе доведам против вас народ, доме Израилев, вели Господ.
Тоа е издржлив народ, тоа е античка нација. Народ чиј јазик не го знаеш, ниту можеш да разбереш што велат. Торбата за стрели им е како отворен гроб, сите се мокни јунаци. Ке ја проголтаат вашата жетва и вашата храна. Тие ке ги проголтаат вашите синови, вашите керки, вашите стада, вашите овци, ке ги изедат твоите лози, твоите смокви, ке ги разрушат со меч утврдените градови твои на кои се надеват. Но дури и во тие денови, вели Господ, јас нема да ве истребам целосно. Сега, нормално дека тоа не им се допадна. Па, што направија? Го фрлија Еремија во затвор. Не им се допадна тоа што тој го пророкуваше, па го ставија во затвор, мислејќи дека тоа ќе го спречи. Но еве што се случи во 32 глава. Тогаш Господ дојде кај Еремија, велејќи му: еве, јас сум Господ, Бог на секое тело. Има ли нешто што не е можно за мене? Затоа вака вели Господ: еве, јас го предавам овој град во рацете на халдејците и во рацете на вавилонскиот цар Навуходоносор, и тој ќе го преземе. Значи, кога ќе свртите во книгата на Даниел, она што се случува е дека она што туку го прочитавме, пророштвото почна да се случува. А тоа е Навуходоносор го нападна Ерусалим, Јуда, и однесе стотици и стотици луѓе. Убиле многу, ги запалиле портите, ги урнале зидовите. А еден од оние што бил одведен во Вавилон беше и Даниел. Веројатно, тој беше некаде помеѓу 13-16 години. И тој заедно со голем број други еврејски деца, млади луѓе, беа одведени во Вавилон, и кралот рече: сега, еве што сакам да направам. Сакам да ги земам најпаметните, најобразованите, оние што се згодни, оние кои изгледаат како да имаат многу потенцијал, и она што сакаме да правиме е да ги вавилонизираме. Тоа значи, сакаме да мислат како што ние мислиме, да се однесуваат како нас, да живеат како што ние живееме. И така, овие работи почнаа да им се случуваат во нивните животи. Се разбира, тие растеа среде сето ова и до одреден момент немаше отпор. Тие го направија токму она што требаше да го направат, и тогаш дојде време кога решија: нема повеќе. Не можеме да го правиме тоа. Ова е местото каде што го заземаме нашиот став. И така, она за што сакам да зборуваме во оваа порака, сакам да зборувам за целата идеја, за тоа што е основата врз која донесувате одлуки во вашиот живот. Има два збора што сакам да ги запомните. Ако заборавите се друго за оваа порака, бидејќи тука е суштината на се за што сакаме да разговараме. И пред се сакам да ја дефинирам разликата помеѓу принцип и предпочитање. Принципот е морално правило засновано на Словото Божјо, кое го води нашето однесување. Тоа е фиксен или предодреден начин на однесување. Односно, ако јас работам врз основа на принцип, тогаш тоа е принцип, морален принцип во Словото Божјо. Тоа е еден начин да се размислува, еден начин да се носат одлуки, и кога ќе дојде до тоа некој човек, тоа се принципи од Божјиот збор, и тоа се принципи со кои го утврдуваме целото наше чувство на убедување, нашиот систем на верување. Дека сите ние имаме убедување, сите ние имаме некој вид систем на верување, и затоа прашањето е: која е основата на она што вие го верувате? Оние од нас кои сме верници велиме: основата на она во што веруваме е зборот Божји. И така, ние донесуваме одлуки во согласност со тоа. Например, да ги земеме 10 заповеди. Не кради, не лажи, не мами, да не правиш прелюба, обожавај го вистинскиот Бог. Со други зборови, тоа се основните принципи на Божјото Слово. Значи, ако некој каже: јас сум христијанин и живеам со вистината на Божјото Слово, тогаш ние живееме доследно со она што Бог го учи во неговиот збор. Кога некој вели: јас живеам по принцип, тогаш го велиш ова: јас воспоставив пат во мојот живот, и јас ќе одам по тој пат. Ќе го направам она што ми го кажуваат моите убедувања, затоа што моите убедувања се засноваат на Божјото Слово. И така, тоа го прави прилично едноставно и јасно до одреден степен. Кога размислувате за тоа, кои се принципите во вашиот живот, според кој живеете, можете ли да кажете, например: јас живеам по принцип? Сега, другиот збор: предпочитање. Предпочитање вели одлуки и избори засновани на допаѓања, недопаѓања и желби. Еве како работи таа личност. Па денес е лош ден.
Мене не ми се допаѓа овој ден. И знаеш што? Јас ќе задзвонам и ќе кажам дека сум болен. Сега, секако дека не сум болен, но ќе се јавам да кажам дека сум болен. Така, предпочитањето вели, јас ќе излежам бидејќи лажењето ќе ми го даде она кое го посакувам денес, а тоа е слободен ден. Предпочитањето вели, јас ќе действувам врз основа на околности. Јас ќе действувам врз основа на моите чувства, желби, ќе действувам врз основа на нештата кои ме задоволуваат, кои ме прават да изгледам добро, ме прават да се чувствувам добро или од кои можам да профитирам. Личноста носи одлука врз основа на тие две. Или јас ќе живеам според принципите на Божиот збор, или ќе бидам расеан, односно, се зависи од околностите и каква е ситуацијата. Луѓето зборуваат за етиката на ситуацијата, односно, носење одлука врз основа на ситуацијата и она кое сакам да го извлечам од неа. Сега, еве го проблемот. Бидејќи тоа е многу опасен начин на живот и многу деструктивен начин да си ги одгледуваш децата. Бидејќи, ако тие видат дека родителите делуваат врз основа на предпочитање, ако го видат овој контраст, еве што велам, а еве што правам. Она кое го правиш е, ти ги поучуваш нив да живеат на начин на кој нема сила, искреност и заштита. Еве добар пример. Ајде да речеме дека возиш по автопат. Веќе е полнок и има линија насред. Ајде да речеме дека е бела линија. Се додека возиш по патот и линијата е таму насред, ти знаеш каде си. Ти знаеш дека се додека стоиш на страната, другиот стои на неговата страна. Тогаш ќе бидеш безбеден. Но полнок е и нема улични светла, бидејќи не си во селото. Така, одеднаш повеќе ја нема белата линија. Тогаш што? Ти не знаеш каде си, бидејќи се те теравиш на една страна па на друга. Се е толку црно и темно и ти одиш на секаде, бидејќи ја немаш централната линија да те води. Личноста која носи одлуки врз база на своите преференции е иста како човекот кој вози по патот и нема централна линија, бидејќи вашите желби се менуваат, околностите се менуваат, животот се менува околу вас. И затоа, како резултат, како што се менуваат нештата, ти носиш одлуки базирани на ова предпочитање денес, врз друго утре. И така, нема вистинско чувство за насока во твојот живот. Сега, личноста може да има уверувања без да биде христијанин. Тие можат да веруваат дека одредени нешта се исправни, за кои јас и ти не би се согласиле, бидејќи Библијата е многу јасна. Но Христов следбеник има основни убедувања и тие убедувања стануваат принципи по кои ние живееме. И без нив ти едноставно си таму. Така, кога доаѓаме до Даниел, многу е јасно дека родителите на Даниел уште од рана возраст го научиле да живее според принципите. Бидејќи, еве што се случило. Тие дошле и секако им се смениле имињата. Морале да ја научат литературата на Вавилон, која била безбожна нација. И тие морале да научат за нивниот светоглед, нивните богови, нивното славење, нивниот целокупен живот и така натаму. Потоа дојде време кога царот му рекол нему: еве што мора да правиш. Јас сакам ти да ги поучуваш за литературата, да ги поучуваш за нашиот светоглед, за сите овие нешта и потоа, бидејќи сакам да бидат најдобри, да работат најдобро и да изгледаат најдобро. Сакам да ги храниш од мојата трпеза. Односно, на мојата трпеза е најдобрата храна. Затоа сакам да изгледаат најдобро. Така, ќе ти дадам рок на време и потоа кога ќе ги донесеш овие млади луѓе кај мене, очекувам тие да изгледаат добро, да бидат посветени на нашиот животен стил. Очекувам да бидат возбудени за Вавилон. Со други зборови, ти ќе ги преобразиш овие мажи. Така, Аспеназ, кој беше слуга на царот, дојде кај Даниел, Седрах, Мисах и Авденаго и рече: сега ова е диетата. Диетата е веднаш надвор од масата на кралот. Тоа звучеше прилично добро. Сушност, да бидеш некаде роб, да јадеш од масата на кралот и да го пиеш неговото вино, не можеш да добиеш ништо подобро од тоа. Значи, би рекле преферирање. Апсолутно. Зошто да не? Даниел рече: Аспеназ, тука застануваме. Ја научивме вашата литература. Ги направивме сите овие работи, но нема да го правиме тоа. Па зошто да не? Затоа што тоа е спротивно на Мојсиевиот закон, а ние имаме принципи според кои живееме, кои не можеме и нема да ги прекршиме.
каква и да е последицата, ние нема да го направиме тоа. Се сеќавате? Она што луѓето најмногу го знаат за Даниел е дека тој толку добро го направил тоа, што кралот му доделил позиција што ги натерала другите момци да бидат љубоморни. И така, тие го имаа овој закон што го формулираа дека сите треба да му се поклонат на кралот. Не можеш да обожаваш друг бог. Не можеш да се молиш на кој било друг бог. А што прави Даниел? Тој го прави она што го правил секогаш, односно имал принцип според кој оперирал. Секојдневно, одреден број пати му се молел на Бог. Така тие го уапсија и го фрлија во лавовска јама. Тој можеше да рече, видете, знаете дека можам сам да се молам. Можам да се молам тајно. Не мора никому да кажам дека се молам. Можам да си го направам ова и никој никогаш нема да знае и ќе се снајдам. Но, гледате, тоа е преферирање. Тој рече, јас имам принцип според кој живеам. Секој ден сум на колена пред присуството на Семоќниот Бог. Се молам и тоа не го чувам во тајност. Интересно е што му го сменија името, но кога царот дојде да го бара тоа утро, рече, О, Даниеле, може ли твојот Бог да те избави? Тој не го нарече Валтазар, го нарече неговото еврејско име. Сега, гледајте, Даниел се држи до своето убедување. Тој рече, јас сум, знаете што и да е, без разлика на цената, јас не јадам месо и не пијам вино понудено на идол. И гледајте што се случи. Не само што Бог го поштеди, туку Даниел живееше околу 70 години под 4 кралеви. Навуходоносор, неговиот син Валтазар, Дарий и кралот Кир. Nebuchadnezzar, his son Belshazzar, and Darius and King Cyrus. Тој имаше огромно влијание врз животите на тие четворица кралеви. Сега има уште еден збор што сакам да го ставам овде и тоа е убедување. Сакам да забележите дека сите ние треба да имаме убедување. Но погледнете го ова. Тоа е принцип на кој јас сум посветен и имам намера да го следам. Сите ние имаме убедувања. Некои луѓе како да имаат убедувања кои не се библиски, но затоа што ние сме следбеници на Исус Христос, тогаш библиските принципи треба да бидат основата на сите наши убедувања. Ова се работите што го водат нашето размислување и така натаму. Сега, да размислиме за некои од овие области во кои треба да имате неподвижно, непроменливо убедување. Например, да го земеме Исус. Дали имате непроменливо убедување за фактот дека Исус Христос е Син Божи и единствениот Спасител на светот? Дали имате убедување за тоа? Например, да ги земеме парите. Дали имаш принцип за парите, односно дека парите не треба да бидат Бог? Парите се средство за постигнување, давање, помагање или што и да е. Многу добри работи за парите. Но дали имам предпочитање за пари до тој степен што ако треба малку да мамам овде, ќе биде во ред? Например, да речеме дека одите во самопослуга и господјата ви дава $20 повеќе од колку што требаше. Вие си одите велејќи $20, фала на Господ, $20. А твојот 9-годишен син вели: минатата недела бев во неделно училиште и ми рекоа, немој да крадиш. Како функционира ова? Затоа што преференциите ќе ве убијат. Преференциите ќе го уништат вашето сведочење. Со други зборови, ако крадеш е грев, ако крадеш $20, ако украдеш од тато, ако украдеш од странец, што и да е, крадењето е крадење. Со други зборови, принципите не се менуваат. И нашето убедување треба да се заснова на принципи, а тие принципи се божествени принципи. Принципи на Словото Божјо. Слушајте, не можете да ги прекршите Божите принципи и да се справите со тоа. Луѓето можат да кажат, не знам дали верувам во тоа. Гледајте наоколу, само погледнете наоколу. Ние треба да бидеме луѓе кои живеат по принцип. Има одредени работи што нема да ги толерираме во нашиот живот и кога ќе ги толерираме, она што го правиме е одиме според преференциите. Ова е она што јас предпочитам да го правам денес. Многу луѓе прават работи кои се многу сомнителни. Ги прашуваш зошто, а тие велат, па едноставно тоа е моја работа. Кога сте Божјо дете,
Тоа не е само ваша работа. Сега, прашањето е зошто луѓето го прават тоа, да размислиме за тоа. Зошто луѓето избираат да живеат по преферирање, кога тоа не е најдобриот начин за живење. Една од основните причини е дека тие се плашат од отфрлање од други луѓе. Ако не го правам тоа што тие сакаат да го правам, и не одам таму каде што тие сакаат, тогаш тие ќе ме одбијат. Ако тоа не е местото каде што Бог ве сака и сте пресведочени за тоа, нема разлика што мислат тие, но тоа е причината поради која луѓето избираат да живеат според тоа. Принципите велат: јас имам упатство што е за моја заштита и штом ќе ги надминам упатствата, јас сум како момчето што шета по автопатот без централна линија во црна ноќ. Нема светла на автопатот и јас сум насекаде. Тоа е начинот на кој живеат повеќето луѓе. Тие живеат по предпочитање и немаат морални убедувања. Тие никогаш не застанале да кажат: сега, во што навистина верувам јас? Што навистина верувам во животот? Како се однесувам со луѓето и како тие се однесуваат кон мене? Што правам? Како давам? И дали сум љубоморен? Дали сум дарежлив? Кои се насоките? Насоките се токму тука, во Божјото Слово, и Стариот Завет, и Новиот Завет учи како да се живее, и тоа е секогаш по принцип, а не по предпочитање. Кога луѓето почнуваат да живеат по предпочитање, тие се во неволја. Целиот живот е процес на донесување одлуки и кога ќе одлучиме дека ова е начинот на кој ќе живеам, тоа се принципите што ќе ги следам без разлика на се. И понекогаш, како што рековме, тоа кошта, но Бог секогаш ја почитува послушноста и вие треба да одлучите дали јас ќе му бидам послушен на Бог и само ќе му ги оставам сите последици на него или нема. Господ не сака да живееме со овој пресврт одвнатре, како ќе поминам. Да претпоставиме дека ова се случува. Да претпоставиме дека ја добивам оваа понуда. Да претпоставиме дека тој го кажува ова, дека таа го кажува тоа. Кога живееш по принцип, знаеш како ќе одговориш. Ти велиш не на гревот, не на нештата. Тоа можеби не е ни грев, но работите што знаеш дека нема да те однесат таму каде што Бог сака да одиш и работите што на крајот можат да станат грев, велиш не, затоа што тоа таму ќе те води. Принципите се за наша заштита. Тие не спречуваат да се забавуваме. Тие се за наша заштита. Сега има одредени барања. Ако сакате да живеете по принцип, па погледнете ги само за момент. Ке спомнам само неколку од нив. Прво треба да одлучиш: јас ке живеам со цел дека ти си поголем од мене. А тоа е: јас ке живеам за Исус Христос, за Царството Божјо и ке сведочам за тоа кој е тој во мојот живот. Ке живеам за нешто што е поважно и поголемо од мене, а тоа е Царството Божјо. Тоа е број 1. Вие треба да одлучите за тоа. Дали ке живеам за себе? Секој од овие други работи не оди. Второ, морам да бидем многу јасен. Внимавајте, мора да бидам многу јасен во мојот ум што верувам. Има некои работи за кои не може да се преговара. Ако не сте во брак и некој сака да легне со вас, тоа не може да се преговара. Не. Но што со не може да се преговара? Тоа значи дека овој разговор е завршен. Одлуката е донесена. Преминуваме на следната тема. Не може да се преговара. Штом ќе добиете понуда за нешто што е безбожно и почнете да се вртите кон тоа за да размислите, вие сте во неволја. Ако имаш принцип во животот, слушајте, принципите не мрдаат. Тие не се минуваат. Исто така, мислам дека треба да очекуваш конфликт, односно, ако живееш по принцип, можеш да очекуваш конфликт, бидејќи ќе има луѓе на кои тоа не им се допаѓа. Не сакаат да бидеш дел од нивниот живот, затоа што не им се допаѓа начинот на кој живеете. Можете да очекувате конфликт. Друга работа е ова. Ти треба да ја донесеш својата одлука. Донеси ја својата одлука и оди. Сите последици ги оставам на Бог. Ако тој ме остави да страдам, нека биде така. Ако ме благослови на најнеобични начини, нека биде така. Јас ќе ги оставам последиците од мојата послушност така, што ќе живеам според овие принципи. Сето тоа ќе го оставам на Бог. Но мора да дојдете до заклучок во вашиот живот и да ја донесете таа одлука. И последното нешто е ова. Ако сакате да живеете по принцип, мора да верувате во суверенитетот на Бог, дека тој има апсолутна контрола над секоја работа. Тоа значи дека кога живеете според принципот, живеете во послушност кон него. И затоа верувате дека
Тој е доволно голем, доволно моќен, доволно сака, доволно заинтересиран за вас и е со вас во секоја животна околност, така да не треба да се грижите за последиците. Таков е тој. Јас едноставно би ве прашал ова. Која од овие најдобро ви одговара? Може да те наречат догматичен, може да те наречат фундаменталист, можат да ве нарекуваат како што сакаат, но кој најмногу ви одговара? Или сте личност која знае во што верува? Вие сте посветени на тие верувања, затоа што тие се морални закони на Бог и вие не попуштате. Точка. Дали тоа значи дека сте совршени? Не. Дали тоа значи дека никогаш нема да сгрешите? Не. Но во процесот на донесување одлуки во вашиот живот, вие живеете така, што значи патувате само по патишта кои имаат бела линија точно во средината. Сега, ако заборавивте се друго за оваа порака, еве што сакам да запомните. 2 збора. Кои се тие? Now, if you forget everything else about this message, here's what I want you to remember. 2 words. What are they? И другото што сакам да го запомните е ова. Како би се чувствувале возејќи 75 милји на час по темен пат, без бела линија и има ровови од двете страни? Зарем не би се согласиле дека тоа е опасно? Кога ќе ги оставите настрана вашите принципи, тоа е патот што ќе го одберете да го следите. When you set aside your principles, that's the road you choose to follow. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонсорирана преку службите InTouch и е возможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.